Овој граѓанин денеска добил опомена од полициските службеници бидејќи помина на пешачки премин додека зборуваше на мобилен телефон. Вели запознаене дека на сила се нови измени во сообраќајот, но не ги разбрал доволно. Ги знаев, ама ја сега му кажав на него, мислев дека мобилен на пешачки кај што нема семафор. Беше зелено и јас борев, дај поминав на зелено, тука беше недоразбирањето. Тилма направи обиколка на терен и забележавме голем дел граѓани кои ги почитуваа новите сообраќајни правила. Ке ги практикуваме, нема друго што. Иначе нека внимаваат мнозина тоа што го прават. Изминатиот викенд полициските службеници во градот Скопје изрекле 58 опомени за граѓаните кои не ги почитувале правилата. Со казни велат ке почнат кога граѓаните ќе бидат запознаени со новите измени во законот. Пешакот е должен кога се движи по коловоз или кога преминува преку коловозот и велосипедската патека или лента, да се движи и преминува внимателно, без притоа да користи електронски уреди како што се слушалки во двете уши, мобилен телефон, таблет, смарт часовник или друг вид електронски уред со кој би му се намалило вниманието. Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед, моторцикл, трицикл и за време на управувањето со возилото не смее да се користи електронски уреди со кои би му се намалила можноста за реагирање и сигурно управување со возилото. Возачот на електричен тротинет за време на управувањето со возилото не смее да користи електронски уреди со кои би му се намалила можноста за реагирање и сигурно управување со возилото. Дел од експертите сметаат дека овие законски измени ќе помогнат во дополнителна заштита на пешаците, по големиот број на жртви во сообраќајот. За жал, многу пешаци, особено помладите и повозрастните, не страдаат тука луѓето во работна доба, туку страдаат децата и пензионерите најмногу, мораме да ги заштитиме дополнително. И ако таа заштита оди преку забрана за користење на електронските уреди додека поминуваме пешачки премини или додека на било кој друг начин учествуваме во сообраќајот во оној ризичен дел, тогаш очекувам дека таквата мерка, доколку се спроведува секојдневно, ќе даде резултати. Доколку е само напишано слово на хартија, нема да даде резултати. Меѓутоа, знаете, заштитата е обврска на сите нас и од тоа нема бегање. Ако малата казна не може да помогне, големата казна сигурно ќе помогне. Новите сообраќајни правила почнаа да важат од петокот. Казната за преминување пешачки премин со телефон во рака или на уво изнесува 40 евра. За возење тротинет или мотор со користење електронски уред глобата е 50 евра.